карпи, карпи и само карпи. Во ова видео ве носам на место каде што има безброј карпи. Ова е за љубителите на карпите, за љубителите на енергијата и за љубителите на многу интересни енергетски места. Ова место е такво кое што ви го покажувам. На ова место има безброј карпи, има карпа која што изгледа како мечка и има карпа која што дури и левитира. Па ајде да го истражиме местото, да ги видиме тие карпи поубаво и да уживаме заедно во ова место. Ајде одиме. Еве веќе се качив и горе. Сега имам да ги заобиколам овие големи карпи што се зад мене. И ќе стасам горе. Не знам каква цивилизација живеела на овие простори, а историски нема многу записи, иако нова место во Пелагонија се верува дека е место каде што се пронајдени најстарите населби на овој свет, дури и до 10.000 години, преполне со стари градови. Меѓутоа, ја мислам дека пред целиот тој историски период постоела цивилизација која што била развиена на друг начин, која што била многу повеќе поврзана со природата и со елементите, и мислам дека имала технологија да ги обликува карпите, затоа што моќта, енергијата на овој свет лежи во карпите. Верувајте ми ова кога ви го кажувам, затоа што најголемата карпа е во Вашингтон пред Белата куќа, а Америка е најмоќната држава на светот, па така да мора да има некоја поврзаност. Не може се да биде во таа технологија, а ништо да не биде во природата. И токму на ова место, каде што сум сега, има безброј карпи, јас се осеќам полно со енергија. Значи, пукам од енергија. Тоа е доказ дека овие места не се обични места. Овие места се енергетски портали на кои што може да дојдете и да се наполните со енергија. Да се намира малку ми тече енергијата низ мене, верувајте. Верувајте кога ви кажувам, затоа што камењата кога се наредени еден врз друг во одредена форма и се доближени до земјата и при тоа имаат контакт со вода од било која количина, тие делуваат неверојатно енергетски на својата околина, односно можат да ве наполнат со енергија. И доколку не верувате за карпите, дека наредени една врз друга даваат енергија и ја менуваат
во позитивна негативната енергија, во Америка и во неколку други држави е забрането да наредите камења. Значи, прво, не оттргнаа од тоа дека се глупости, бабини деветини, камењата не прават ништо, туку така ги ределе порано, туку така ги формирале, немале шо да прават, па ќе работиме 5 години да оформиме еден камен, нели, така ни викаат, немале никаква улога, и прво тоа ни убедија, и после ни ги забранија. Па добро, ако се глупости, зошто забранувате да редат камења луѓето? Секој човек, кога е во допир со камен, тој остварува некаква комуникација, зима енергија од тој камен. И што има лошо во тоа? Да зимаме енергија и од камењата, да зимаме енергија од земјата, да зимаме енергија од природата. Па ако нешто му фали на овој свет, тоа е таа животворна енергија која што има во природата. Тоа највеќе му фали на овој свет. Пари имаат, коли имаат сите, јадење имаат сите, полни им се фрижидерите, маркетите се полни со храна. Се имаме, луѓе. Ние сме благословена цивилизација ако гледаш од некој одреден агол. Се имаме, меѓутоа ни фали таа животворна енергија. Не претвараат во машини од месо, кои што само ќе работиме, а додека контактот со природата, со камењата, ве прави да се осеќате поврзани со Творецот, со Креаторот, да се осеќате убаво, енергизирано, полно со љубов, да се осеќате живи. Токму тоа не го сакаат. Токму тоа не го сакаат и затоа и го забрануваат, замислете, редењето на камења. Јас таа информација мислев прво дека е заебанција, затоа што од секогаш зборував за камењата, од секогаш ги осеќав, од секогаш се дружав со камењата. И прво мислев дека е заебанција, меѓутоа ја проверив 100 пати таа информација, видов дека стварно е забрането. Дури му пишав на човек кој што живее во Америка, дали е вистина, ми рече дека да. Доколку на плажата те видат тие што се таму сообраќајна полиција што имаат они комунална или не знам како ја викаат, ќе ти пишат казна. Доколку одиш во планина и редиш камења, ќе ти пишат казна. Секако они имаат милион образложенија за тоа, милион изговори како и за се друго. Меѓутоа мене тоа не ме интересира. Мислам дека секој човек треба да биде во контакт со природа и со камења и дека не треба така оддалеку да не оттргнуваат од сето тоа. Интересна приказна за камењата, исто од тука од Прилепско ја слушнав, при една моја прошетка, еден човек кажа дека кога им го правеле патот, постар човек, до селото, нив им ги убиле сите камења. Значи јас вака стоам, кажуваше да, имавме големи карпи, ни ги убија сите камења, сите карпи. И мене тоа, дека им ги убиле карпите и дека они оделе да се бунат заради тоа, толку ми дојде чудно, што јас дотогаш немав размислувано на тој начин кон камењата, дека и тие содржат некоја енергија и дека треба да се исползува таа енергија. Треба да бараме начини да исползуваме таа енергија и допред некоја генерација луѓето го знаеле тоа, ги знаеле тие информации и ги исползувале тие камења. Иначе тука во Прилепско преполно е со камења кои што се обработени. Значи на овој простор луѓето ја исползувале таа енергија од околината, од камењата и насекаде има обработени камења. Има и природни секако, меѓутоа има и обработени камења. А доколку не сте обработувале камен, земете, пробајте да обработите, да видите колку е тешка таа работа. Значи не е ова пластерин или земја ја што правам, па да можете да моделирате. И мислам дека во минатото луѓето имале некој начин да моделираат камења, можеби имале и некоја течност со која што го поливале каменот, па му оменувале агрегатната состојба, станувал мек, па го обработувале, а можеби едноставно и биле појаки и повредни, па не им било тоа никаков проблем. Меѓутоа е ужасно тешко вие да моделирате камења, а тука во Прилепско е полно со моделирани камења. И мислам дека ова место е цело едно светилиште на камењата. И затоа и енергијата е толку убава.
Сум по овие ридови, човек се осеќа како да е во друг свет. Видете само, видете оваа убавина пред мене. Како да не се осеќаш убаво? Така, тоа ми е темата за ова видео, енергијата, моќта на камењата. Дојдов на ова место за да ви покажам овие камења, кои што се многу интересни, да прошетаме малку наоколу и јас си одам назад за Велес со возот, а вие си продолжувате да си го правите тоа што си го правите. Тоа ми е идејата за ова видео, се надевам ви се допаѓа овој концепт. И ако имате, ќе заборавив и вие некој искуство со камења, со енергија, со кристали, слободно споделете, малце да ги отвориме тие теми, па луѓе во кое време живееме, да не можеме да зборуваме за интересни теми, за магични работи, за енергетски работи. Мора да се отвараме и на тие теми, мора да истражуваме и таму, и мора да се поврзуваме со камењата и со природата. Верувајте, благодетот е огромен. Ајде одиме сега уште малку да изровариме во околината, да видиме што има и да уживаме во оваа убавина. Ајде одиме. Толку од мене, се гледаме во некој моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. Ако нешто ви требам, тука сум. Ствари нешто ако треба, ништо не треба. Поздрав и секое добро.